Утрински стихови од Библијата. 25 август. Вие, кои некогаш бевте далеку, станавте близу. А сега во Христа Исуса, вие кои некогаш бевте далеку, станавте близу преку Христовата крв. Ефесјаните 2:13. Ти си избран од страна на Христа. Откупен си со скапоцената крв на јагнето. Моли се пред Бога за делотворност на таа крв. Кажи му: јас сум твој по создавање. Јас сум твој по откупување. Ги почитувам човечките авторитети и советите на моите браќа, но не можам целосно да се потпрам на нив. Ти си ми потребен, о Боже, за да ме поучиш. Јас се заветував пред Тебе да го усвојам божествениот стандард за карактерот и да те направам мој советник и водич, соучесник во секој план на мојот живот. Затоа, поучи ме. Нека славата на Господ секогаш биде твоја прва и најважна грижа. Потисни ја секоја желба за световни одликувања, секоја амбиција да го обезбедиш првото место. Негувај ја чистотата на срцето и светоста, за да можеш да ги представуваш вистинските принципи на Евангелието. Нека секоја постапка од твојот живот биде посветена со свет напор да се изврши Господовата волја, за твоето влијание да не ги води другите кон забранети патеки. Делотворноста на Христовата крв треба да им се представи на луѓето со свежина и моќ, за да може нивната вера да се прилепи за нејзините заслуги. Како што првосвештеникот ја попрскуваше свежата крв на престолот на милоста, додека миризливиот облак од темјан се издигаше пред Бога, така и ние, додека ги исповедаме нашите греови и се молиме за делотворноста на Христовата искупителна крв, нашите молитви треба да се издигнат кон небото, намирисани со заслугите на карактерот на нашиот Спасител. И покрај нашата недостојност, секогаш треба да имаме на ум дека постои еден кој може да го отстрани гревот и да го спаси грешникот. Секој грев, признат пред Бога, со покајано срце, тој ќе го отстрани. Оваа вера е животот на црквата.